Македонија не се живее подобро. Стануваме држава каде сиромаштијата расте, стандардот опаѓа, а корупцијата е највисока во Европа. Владата залудно потроши 10 месеци од животот на сите граѓани. Не е само проблемот што не решаваат потешкоти, не носат нови проекти, не реализираат ветувања, туку суштината е што не работат апсолутно ништо. Имаме уназадување на стандардите во секое поле, политичко, економско, социјално. Имаме деградиран политички и правен систем каде упадите, кршењата и непочитувањата стануваат пракса. Оние кои како опозиција палеа, фарбаа, тепаа, полиција сега кршат закон, устав и деловник. СДСМ и Зоран Заев донесоа изместени вредности во политиката и секојдневното живење. Погледнете, најпрвен го узурпираа собранието, ги прекршија сите можни процедури во собранието, само за да го донесат неуставниот закон за јазици, и откако на сила го изгласа, а председателот Иванов се одлучи да го заштити уставот, тие тргнаа во офанзива да го напаѓаат дека го крши уставот. И ова е еден доказ за изместените вредности. Имаме неуставен закон за јазици, кој како со нож го дели ова општество. Потек кој наместо да направи општество за сите, создава поделено општество. Држава во која народните избраници кои го изгласале законот за јазици, полицијата ги чува од сопствениот народ. Дополнително дел од нив јавно си кажуваат дека седеле дома за да не провоцираат. Значи свесни се дека тоа што го направи е провокација и далеку од здравиот разум. Имаме држава на премиер со концесии. Во моментот имаме ситуација каде едниот коалиционен партнер му ја држи главата на Заев под вода и на него му снемува воздух. Човекот враќа долгови и тоа, освен што е штетно за државата, е трагично да се гледа. Како волјата за власт по секоја цена го корумпира човекот. И додека ова се случува, нема поголеми плати и пензии. Коморите се жалат, синдикатите се жалат, земјоделците се жалат, младите забрзано се иселуваат, дополнително разочарани од животот што дојде. Хаос владее насекаде. Нема ден да одмине без некој нов скандал. Народот оправдано е зачуден или подобро шокиран. Денес Македонија е киднапирана и срушена држава. Ги киднапираат и узурпираат институциите, законите, уставот, а главната одлика им е рушењето. Што е она што ВМРО-ДПМН ќе го направи? Ние подготвуваме најдобра програма досега, со тим домашни и странски експерти. Се екипираме. Се приклучуваат многу нови луѓе на дневна основа. Многу брзо ги обзнануваме и ќе ги обзнаниме советите кои што ќе членуваат професори, истакнати професионалци и академици. Ние работиме да му понудиме на народот алтернатива. Енергија која расте, бидејќи Македонија заслужува подобро. Од утре сакам да информирам јавноста дека исто така продолжувам со теренските посети. Природната средина на ВМРО-ДПМН ќе биде теренот меѓу граѓаните. Ќе одам во град, во село, од куќа во куќа и ќе разговарам со народот. Гласот на народот мора да биде слушнат. Ќе разговараме и понудиме решенија. Остануваме со народот во сите предизвици и заедно ќе дојдеме до излезот кој ќе значи оваа власт да се замине. Македонија, почитувани, нема време за чекање и не смееме да дозволиме уште една генерација да загубиме. Потребна е нова сила за Македонија, нова надеж за Македонија. Народот во Македонија заслужува подобро и Македонија заслужува подобро. Ви благодарам.